Денес православната црква ги празнува светиот маченик Сава Стратилат, преподобната Елисавета и преподобниот Тома Јуродив. Светиот маченик Сава Стратилат. Во времето на царот Аврелијан, овој славен Сава живеел во Рим и имал војводски чин. По потекло бил од готското племе. Често ги посетувал христијаните по самиците и им помагал со својот имот. Поради голема чистота и постот, му се дала од Бога власт над нечистите духови. Кога бил обвинет како христијанин, тој смело застанал пред царот, го фрлил пред него својот војнички појас и јавно го исповедал Христа Господа. Бил мачен со разни маки, биен, со железо стружен, со свети горен. Но тој не им подлегнал на тие смртоносни маки, туку се јавил жив и здрав. Неговите другари, војници, видувајќи дека Бог очигледно му помага на Сава, ја примиле верата Христова. Тие, 70 на број, веднаш по наредба на царот, биле исечени. На Свети Сава во самица му се јавил самиот Христос Господ во голема светлина и го крепел својот маченик. Потоа Сава бил осуден на смрт со потопување во вода и бил фрлен во длабока река, во која му ја предал душата на Бога во 272 година. И душата му отишла кон Господа, на кого верен му останал во многуте маки. Преподобна Елисавета. Во раната младост стапила во монаштво во манастирот на Свети Козма и Дамјан во Цариград и примила на себе тежок подвиг заради Христа Бога и заради својата душа. Себе се сметала за невеста Христова, а овој свет како и непостоечки. Од нејзината голема љубов кон Бога произлегувало и големо милосрдие кон луѓето, особено кон болните и страдалните. Со дарот кој што Бог и го дал, таа исцелувала разни болести и разни маки на луѓето. На нејзините ноќни молитви ја видувале целата осветлена со небесна светлина. А по смртта и моштите и биле целибни, та на нејзиниот гроб низ вековите се стекувале мноштво болни и страдалници. Се упокоила мирно и преминала во вечната радост на својот Господ во 540 година. Преподобен Тома Јуродив. Било кога бил по манастирска работа во градот Антиохија, овој Тома се правел луд заради Христа. Некој Анастасий не сакал да му ја даде барната милостиња за манастирот, туку му удрил шлаканица. Тогаш Тома прорекол: од сега ниту јас ќе примам нешто од Анастасија, ниту Анастасий ќе може нешто да даде. После еден ден умрел Анастасий, а и Тома при повратокот за во манастирот издивнал. И така се извршило пророштвото на овој свет човек. Свети Тома се представил во Лафна крај Антиохија во времето на патриархот Домин.